Колку во сала, толку по ходниците. Вака изгледаше дебатата за предлог законот за поништување на лустрацијата. Власта не успеа да обезбеди мнозинство во Собраниската комисија за расправата и официјално да почне. ВМРО ДПМН ја повика министерката за правда Десковска да го образложи законот, а пратениците од ДУИ, Демократската партија на турците, не присуствуваа. СДСМ обвинува за обструкции и повика на координација на повисоко ниво. Правдата и праведноста се основните начала и на демократијата, но и на основното човеково живење. Процесот на поништување на направената и неправедна лустрација мора да продолжи и се надевам дека сите заедно ќе изнајдеме начин и можност истото да се реализира. ВМРО ДПМН ќе ги искористи сите средства кои им стојат на располагање за да не се донесе законот, вклучително и голем број амандмани. Илија Димовски праша кој бил жртва, тие што возможувале физичка ликвидација или оние кои што биле ликвидирани. Подсети на 75 годишнината од ликвидацијата без судска пресуда на 53 велешани. Па нема европска држава, луѓе, која што не помина низ процес на лустрација. Она што ние го направивме со процесот на лустрација беше најмеката форма што е видена во Европа. И спикерот Талат Џафери е еден од оние кои гласал за законот за лустрација. Јас како пратеник сум го поддржал законот за лустрација во времето кога сум бил пратеник. Не сум имал проблем со тој закон, ниту имам проблем со новиот закон. Со предлог законот, одлуките на Комисијата за лустрација за прочистување на соработниците на тајните служби се сметаат за ништовни. Оштетените ќе можат да тужат, доколку тоа го сторат во рок од 60 дена од влегувањето во сила на законот, ќе добијат надомесна штета.